Ден Петроден на 12.7.2021 година во Соборниот храм Свети Никола, поточно во дворот од црквата, ќе се одржи промоција на филмот Чародејание во продукција на Кумановско-Соговска епархија со благослов неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Соговски господин Григори. Во филмот се работи за оние луѓе кои се занимаваат со бајање и гатање. Имено тоа на црквата уште од најрани, уште времето на апостолите, таа девијантна духовна состојба им е позната. Во самото Свето писмо светиот апостол Петар всушност укажува на сето тоа, го лоцира тој проблем како духовна девијантна појава во самата црква, со тоа што ни укажува да внимаваме и да се чуваме од сето тоа. Инаку проблемот уште од тоа време не завршува, туку продолжува низ историјата на црквата, има своји осцилации низ текот на времето. Она што нас ни е блиско е Јоаким Кршовски, упорно укажува на тоа, накажува на тие такви проблеми со бајачите кои сака да бидат дел од црква. Инаку тие себе си се представуваат како некаков четврти чин во црквата од постоечките три, и давајќи си некаква димензија на себе си во својство на некаква посебна мистична состојба, мистериум тремендум, така да го наречеме, но меѓутоа на тој начин, зимајќи ги оние символи на црквата, како крстот, иконата во црквата и самите цркви, и на тој начин ги злоупотребуваат тие работи. И на тој начин сака да се протнат во црквата како дел од црквата, што сме и сведоци. Ние како свештенство се соочуваме секој ден со луѓето кои одат на таа работа, и тоа е уште позачудувачки како го прифаќаат сето тоа како дел од црквата, но меѓутоа црквата во текот на историјата апелира и повторно апелира дека тоа не е дел од црквата и не е благословено, и со тоа се руши целиот домострој на самата црква. И затоа ние беше и целта да укажеме. И самата идеја потекна од една фреска која е крајно експлицитна. Меѓутоа нема да откриеме содржината за да филмот биде доживеан онака како што треба. Го има тоа е некаде. Таа фреска е од 17 век, некаде 18, но меѓутоа постои, и самата фреска која, како што кажаве, со таква малце експлицитна содржина, е всушност укажување на црквата, во кои граници може да отиде кога ќе се препуштиме на тие така лажни духовни водачи во црквата, во црквата кои екзистираат и кои сакаш да се представат себе си како слуги Божи. Тоа би било во кратко за филмот. Вие сте еден од авторите? Јас сум еден од авторите, со мене и Мирослав Петковски, дипломиран историчар на уметност. Заедно го работивме филмот. Вашата телевизија тука излезе во голема со техника, во техничка смисла ни помогна, и имаме и други фирми во Куманово што ни помогна да го реализираме овој производ. Затоа благодарност до сите нив, и ги поканувам сите оние кои се заинтересирани да дојдат. Значи во понеделник во 8:30, 20:30 часот, тука во дворот на Соборниот храм Свети Никола, да присуствуваат. Инаку во ведното слово кој го има митрополитот Кумановско-Соговски господин Григори, промотор на филмот и критички осврт ќе даде нашиот сограѓанин, актер, режисер и музичар Ивица Димитриевиќ, и после тоа ќе имаме разговор со самите оние, додека некој сака нешто да праша.